Кривична за екс-градоначалникот на општина Македонска Каменица и против 8 лица на возраст од 32 до 58 години за злосторничко здружување, фалсификување на исправа и злоупотреба на службената положба. Во 2006 година, како актуелен градоначалник на општината, тој со намера да се стекне со поголема недвижнина станал собственик на управната зграда на рудникот за олово и цинк САСА, која во тој период била во стечај. Заедно со останатите осумнина на 8 мај 2006 година ја основале фирмата МКК Македонска Каменица и во договор со стечајниот управник на рудникот за олово и цинк САСА организирале продажба на истата зграда, без притоа да го евидентираат приземјето кое зафаќа површина од 250 метри квадратни. Градоначалникот најпрвин, преку советот на општината, донел одлука за купување на 50% од управната зграда, а подоцна без одлука на советот, тој само иницијативно, без никакво образложение ја повлекол. На тој начин МКК станала собственик на управниот објект на рудникот САСА. Откако се стекнале со собственост на целата зграда, со купопродажни договори ја префрлиле на дел од пријавените, меѓу кои и градоначалникот, кој се стекнал со 25% од истата, а без да уплати парични средства. Во текот на 2007 година, иако знаеле дека не се собственици на дел од приземјето, поднеле барање за пренамена адаптација до општината. Со ова, злосторничката група се стекнала со имот околу 16 милиони денари и со недвижност приземје од 250 метри квадратни. Ова не е прва кривична за екс-градоначалникот. Тој во 2011 година кривично е гонет за злоупотреба на службената положба. Тогаш подпишал 2 договори за кои не бил овластен и незаконски извршил јавни набавки и на овој начин го оштител буџетот на Македонска Каменица за 47 милиони денари.